Добро знаете дека по 9 часот имаме секогаш гости во нашето студио. Љубовта кон пишаниот збор е основен сегмент на нејзината душа. Со оваа кратка реченица ќе ви ја представам госпоѓа Гордана Николовска, но на што морам да напоменаме дека нашата денешна главна тема е нејзината новоиздадена книга именувана За тебе. Добро утро, госпоѓа Гордана, и добро ни дојдовте по втор пат во утринската програма на К1. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам за повторната покана и за можноста повторно да гостувам и да презентирам нешто што е најново во моето творештво. Така, како што кажав и во најавата, нашата главна тема е вашата нова издадена книга со име За тебе. Ајде малку да продискутираме околу содржината на оваа книга. Колку време ви беше потребно да ја издадете, да ја напишете поточно и така натаму? Па, За тебе е второто мое литературно чедо, кое што своето раѓање, значи својата светлина на своето постоење ја доживеа пред 2 недели, да кажам. Излезе од печат на 8 октомври, само еден ден пред мојот роден ден. Всушност тоа беше планиран подарок. Јас си дадов рокови и си го смислив сето тоа за да биде еден поинаков начин на одбележување, значи на мојот роден ден. И си велам, не е ништо подобро човек да си подари нешто самиот на себе. Значи сите ќе ви честитаат, ќе ви посакаат најубави желби, реализација на истите, меѓутоа сега јас тоа и го остварив. Значи секогаш поставувам рокови, си давам ветувања и многу сум среќна што сум си доследна, значи на сите тие мои ветувања и едноставно така ме дефинира тоа на некој начин како личност. За тебе всушност е некое продолжение на недопрена, меѓутоа постојат многу разлики кои што ги карактеризираат овие 2 книги. Насловот и овој пат одлучив да биде краток, затоа што некако мислам дека подобро се восприема и кај читателите, и лично и за мене. Меѓутоа, тоа е сепак субјективно, значи секој автор си има замислено како сака неговото дело да изгледа или како да биде именувано. Повторно е збирка, значи љубовна поезија. На 137 страници се напишани 54 песни, концепцијски се разликува, значи од недопрена. И тоа е што можам да кажам. Мотивот е повторно љубовта. Зошто токму љубовта ја избирате секогаш? Па мислам дека тоа е еден непресушен бунар. Тоа е нешто без кое што не се може. Тоа е една универзална, значи, компонента, значи, на соединението наречено живот. Во секое нешто, значи, постои љубов. Мислам, без љубов ниту ова не би можело да се случи. Едноставно, тоа е една значајна компонента. Тоа е еден мозаик од среќни, тажни моменти, една корелација на добри и убави работи, значи сепак ќе кажам еден непресишен извор, значи не знам како до сега на други мотиви не сум пишувала, некако најдобро се изразувам преку пишување на песни со љубовен мотив. Мислам дека ќе продолжам и натаму. Исто така љубовта е една таква честичка, еден флуид кој што поврзува, значи многу работи, значи многу е важна за опстојувањето на човекот, значи како битие. И едноставно, како што може да се каже, од љубов се раѓаме, за љубов живееме, за љубов умираме. И на мотивот љубов се напишани најубавите, маестралните ремек, светски дела, значи кој ден денес не се познати. И мислам дека и понатаму ќе продолжам и во мојата трета збирка. Меѓутоа таа не знам кога ќе излезе. Меѓутоа со текот на времето како ќе ми се одвиваат плановите, јас ќе ве известам за секое мое наредно појавување со некое ново дело. Така. Како помине промоцијата на вашата нова книга? Верувам дека веќе ги знаете импресиите и впечатоците од вашите читатели. Па, За тебе нема доживеана официјална промоција, значи направив јас промоција во емисијата Трета смена на наша ТВ, значи сепак и тоа е една медиумска промоција, затоа што тоа е гледана телевизија со широк, значи, аудиториум.
И задоволна сум, значи, по завршувањето на емисијата имав многу прашања, каде може да се најде книгата, кој е мотивот, значи, колку песни има, едноставно, зошто токму пак љубов, еве истото прашање идентично, значи, затоа што некако авторите ретко кога се задржуваат на истиот мотив. Јас не сакам да експериментирам и задоволна сум, значи, од сето тоа како јас го сработив. Ме прашавте колку време ми требаше. Недопрена излезе од печат во декември 2015 година и за 10 месеци доби и ново свое другарче, така можам да наречам. Значи си доби значи пријател. Значи за 10 месеци јас нонстоп пишував, значи нонстоп создавав. Ви во претходното издание ни кажавте дека материјал секогаш имате, но битна е одлуката кога ќе се одлучите всушност да ја издадете и книгата. Да. Верувам дека имате сега материјали за трето издание, но мислам дека ќе ги оставите читателите ваши малку материјал секогаш има кога има инспирација. Так. Јас тогаш кажав дека имам материјал за 2 збирки. Так. Не сакав поезија да издадам на многу страници, да има 100 песни. Мислам, тоа сепак песната е една завршена целина и мислам дека не би постигнала некој позитивен ефект ако песната е многу долга. Не би го задржала вниманието на самиот читател. Тоа не е роман, каде што имаме раскажување, ликови, па настани, еден на друг да се надоврзуваат. Ова е само по себе, значи една песна е, па се завршува, па следи друга. Песните наликуваат една на друга, меѓутоа се сепак сите различни, значи ги обединува, значи мотивот љубов. Так. И затоа не сакав да одам во многу голем, значи да биде во голем размер, да биде многу голема книгата, затоа што поучена од некои други мои колеги и не сакав па ниту да биде мала. Овој пат нема рецензии, неколку цитати само има и се е друго мои песни, мислам дека си го направи вистинскиот избор. Немав потреба, значи, од други некои работи. Се знае тоа во првенче, малку и експериментално, значи, постапуваме. Ни се брза и луѓе ќе кажат ова може да биде, тоа може да биде, меѓутоа сепак кога си се слушате самите себе, најдобро ќе знаете како да го осмислите, како да го конципирате сето тоа. Кога ќе го видите делото, да бидете среќни и задоволни од тоа што сте го сработиле, бидејќи тоа е ваш производ, значи. Така. Ајде да им кажеме еве и на нашите гледачи каде може да се најде вашата втора книга за тебе, каде може да ја најдат? Сега моментално не е дистрибуирана никаде низ книжарниците во Македонија, можат лично од мене да ја најдат. Така. Нарачка, значи, во инбокс, на мојот Facebook профил, сега тоа знаеме дека е популарен медиум, најмногу како можеме да пристапиме, или на мојот телефон кој што може подоцна да се соопшти. Или едноставно на некој друг начин преку пријател да се набави. Значи секој кој што има желба, значи може да стигне до тоа издание. Јас сум секогаш на располагање, значи многу ми значи да знам дека некого го интересира. А понатаму не знам каде ќе ја дистрибуирам. Недопрена беше во продажба во Табернакул. Меѓутоа сега не знам дали ќе. Само сега чекам малку работите да легнат. Значи скоро е излезена книгата, нема доживеана официјална промоција, па сакам така етапно малку да се смират работите, па ќе видам понатаму како ќе се распоредува, каде ќе ја има. Меѓутоа сега лично од мене. Така. Не ја кажавме всушност и пораката на за тебе на книгата. Која е главната порака на напишаната книга која што ја издадовте пред кратко време? Па и самите за недопрена веќе многу работи кажавме, но ајде малце и за ново издание. Па од самиот визуелен изглед, значи на книгата, може да се забележи дека самата корица е многу поведра, има така поинтензивни бои.
и За сето разлика тоа од за разлика од претходната. недопрена, Така. што не значи дека па недопрена, има многу темни песни, мислам песни кои што се многу тажни или несреќни. Меѓутоа оваа книга зрачи повеќе со оптимизам и всушност пораката е секогаш да се љуби, ама да се љуби вистински од срце, никогаш да не се кријат чувствата, секогаш да се внимава и да се одбере и моментот кога тие ќе бидат пренесени. Ги охрабруваме сите кои што љубат, а тоа тајно го прават, некогаш и добива и тоа и негативен ефект. Значи, подобро искажете ги чувствата на некој ваш начин. Немојте да дозволите тие да потонат во вас. Значи, љубете едноставно, сакајте со отворено срце, со полна душа, затоа што животот поминува. Е многу краток, значи, не правете етапи кога ќе сакате. Сакајте и кога нема да бидете сакани. Сакајте кога и љубовта нема да ви биде возвратена. Так. Покажете ја големината на вашата душа, отворете ја. Нека продре чистиот воздух на љубовта, нека ги опие сетилата и всушност бидете поттик за нечија среќа. Не бидете иницијатор за нечија тага или едноставно не се штедете да љубите, сакајте едноставно. Тоа е нешто што ќе ве направи среќни, тоа е нешто што ќе направи и некој друг да биде среќен. Тоа е, значи, зрачи со оптимизам оваа збирка. Тие што ќе имаат, мислам, можност, кои што ќе ја читаат, ќе видат дека песните наликуваат една на друга, зрачат со многу топлина, со многу енергија, со многу позитивни вибрации, значи. Јас не знам некој што не љубел или што престанал да љуби од некоја причина, меѓутоа никогаш да не се откажува. Тоа да не биде ставено на пауза. Значи тоа се чувства кои што не можете да ги зацкриете, меѓутоа не можете тотално да ги закопате. Значи вие тогаш сте закопали и дел од вашиот живот, од вашето постоење. Така. Може да се каже дека вашето поетско чекорење започна со песната Кога душата боли и во претходното издание малку продискутиравме за ова. Кажете ни нешто повеќе за тоа ваше деби. Па всушност тоа е мојата прва песна која што јас ја напишав на 20 октомври минатата година. Да не се повторувам, значи не знам како ми дојда зборовите да седнам и за кратко време да ја напишам таа песна, да ја објавам на Facebook, да добијам позитивни критики и всушност тоа да биде моето дебитирање, значи тогаш не ни размислував дека јас ќе почнам да пишувам секој ден, секој час, дека ќе бидам преокупирана, дека тоа ќе стане дел од мојот живот, дел од моето секојдневие. Значи јас кажав и во претходното мое гостување, не сум пишувала од мала, не сум пишувала ниту во студентските години, значи таму сум била сконцентрирана на моите студии, значи на студиските програми, на тие задолжителни испити ние кои што ги имаме и доста комплексни, сакам да кажам. Некако сум може би имало некои пореви, може би имало некои тенденции, меѓутоа тогаш не биле нагласени. Сега што се случи? Не знам како тоа. Ќе кажам нешто како да ми дошепна некој друг глас во мене, значи како нешто, како некоја дојава која што јас си реков дека треба да ја испочитувам. И еден таков, ќе кажам, смирен почеток означи старт на едно мое ново поглавје во животот. Ја именував Кога душата боли. На вистина, значи, нема човек кого не го здоболела некогаш душата, кога не се почувствувал повреден, кога не се почувствувал ранет од некои други неубави зборови. Значи, мене зборот бил пресуден, што ме ранил, што ме повредил и што ме натерал да седнам јасни зборови да кажувам. Не да се одмаздувам, но да ги изнесувам сите тие чувства. Така ја именував, не знам како, може би подолг наслов, меѓутоа допре до ушите на читателите. Им благодарам на сите кои што ме поддржуваа и ме поддржуваат, сите кои што веруваа во мене.
ги поздравувам и оние кои што не веруваа во мене, значи оние скептиците, значи без кои па и ние не можеме да функционираме, значи мора да има и такви негативни луѓе околу нас. Меѓутоа тоа мене не ме обесхрабрува, напротив ми дава уште поголем залет, ми дава енергија дека знам дека сум присутна во нечии мисли, знам дека сум присутна во многу разговори, меѓутоа јас нема да дозволам, значи тие работи мене негативни значи ефекти да ме поколебаат да продолжам во мојата мисија, едноставно да ја наречам моја. Тоа е нешто значи што сакам да го оставам, значи како доказ за моето постоење, како доказ за моето живење. И исто и таму во книгата има поместено една стара источна поговорка која што вели за да живеете исполнет живот треба да имате син, да засадите дрво и да напишете книга, затоа што ќе имате 3 големи оставнини кои што многу долго ќе се паметат од кога вас ќе ве нема. Меѓутоа тука тоа е сега да не биде сватено само како во буквална смисла, тоа мора да биде и вистински направено. Значи, кон се треба да имате да пристапувате со многу љубов, со многу голема количина на разбирање на нештата, со многу големо внимание. И мислам дека успехот е загарантиран. Така, пред малку споменавте мислење од други. Предпоставувам и од читателите веќе ги имате импресиите, впечатоците и ни ги кажавте. Како ви се одвива комуникацијата со нив? Еве, споменавте Facebook, поточно социјалните мрежи, дека комуницирате и преку Facebook. Ето, токму и тоа ми беше прашањето, како ви се одвива комуникацијата? Значи, мојата прва Дали имате повеќе критики или пофалби? Или Јас ги, значи, прв пат комуникацијата, значи, меѓу мене, читателите, мислам, моите пријатели и пишаниот збор, јас ја остварив преку Facebook. Значи, тоа е еден популарен медиум, значи, каде што ние споделуваме некогаш многу повеќе работи отколку што треба, значи. Меѓутоа, јас тогаш се осмелив и добив, како што ви кажав, многу позитивни критики. Зошто не си почнала порано, ова е убаво, интересно е. И имаше и значи критики, има и позитивни и негативни критики. Мене многу ми значат и едните и другите. Јас не сум човек кој што не сака да биде критикуван. Всушност тоа не значи дека ако некој ви даде негативна критика дека нешто е лошо, можеби ќе е поискусен, па сака да ве насочи подобро да се снаоѓате во целата таа ситуација. Значи сепак творењето е еден процес, значи вие може ќе се смените, може нешто ќе надополните, може ќе вметнете, може ќе isfрлите. Значи мене ми значат и пофалбите, ми значат и убавите зборови. Јас сум малку сега внимавам и од кого се тие, значи не правам селекција, значи не можам во ист кош да ги ставам сите пофалби. Тие луѓето се малку двострани, дволични, да не речам. Едно мислат, друго кажуваат, моменталната ситуација само да ја искреираат да биде многу убава, а всушност знаете како ве гушкаат, ве мразат. Мислам, јас сум многу отворена и кажувам ситуации конкретни од мојот живот. Знам дека секој кој што многу е сладкоречив со мене, дека всушност не е таков. Меѓутоа јас имам една таква перцепција да ги забележам сите тие работи. Не реагирам бурно, си останувам приземјена, меѓутоа вршам некоја класификација, значи, и некоја дистанца. И само и по себе, значи, луѓето ќе си се искласифицираат, значи, кои ќе бидат од моја десна страна, лева страна, зад мене и така, мислам, времето. И знаете како е, колку повеќе повисоко се качувате на планината, ветерот е се посилен. Така е, значи колку повеќе сами, и тоа па дополнително кога тоа го правите сами, без ничија поддршка, мислам, поддршка зборувам финансии или не знам други работи во однос на уредување, ете тогаш сте изложени на многу критики и сега вие треба да си бидете сталожени, треба да функционирате беспрекорно, прво со самите себе, да си имате расчистено дека вие сте тие, штом сте се одлучиле на нешто, бидете подготвени на се. Или па воопшто, ако не сте подготвени да дочекувате и удари, и ниски удари, и удари во грб, и лажни преградки, вие воопшто не се зафаќате со ниту една работа, затоа што денеска во
еве и вие знаете колку луѓето можат да бидат лоши, да не речам, меѓутоа човек кога ќе постигне равнотежа со самиот себе, кога ќе биде воден од самодовербата, кога ќе биде сигурен во тоа што го работи, меѓутоа ќе го работи затоа што го сака, не затоа што мора или затоа што да биде пандан на некого, значи да биде да прави компарација со некој друг. Значи се да го прави, нештата да се прават од многу љубов. Јас така ги гледам работите и затоа мислам дека досега добро, значи котирам на ова поле и задоволна сум. Јас сум пред се многу задоволна од самата себе и ќе продолжам понатаму. Така. Ајде малку да ја промениме темата на разговор. Дали поезијата ве прави различна од своите современици како одлика на вистинските уметници? Еве, ќе ве прашам и за ова малку. Да, значи ние, ајде да кажам, поетите, уметниците, значи авторите, подписници на вакви дела, без разлика дали е проза, поезија, значи дали е па ќе кажам и сликарите се уметници. Значи не прави, има помеѓу нас многу голема разлика. Значи нешто што не обединува е на пример мотивот. Ние можеме да бидеме исти во третирањето или во создавањето на творби на ист мотив. Меѓутоа, пристапот на сите нас е различен. Ние сме многу слични, но многу различни и сами по себе, секој за себе, значи уникатни. Значи, мотивот, кажав, е ние една обединувачка компонента на која што ние твориме. Меѓутоа, јас како автор, може би милувам да се искажам на повеќе страници, например, или некој мој колега да пишува за љубов и да напише само 3 или 5 реда и да изнесе порака. Јас пак, значи, јазичната структура не прави, значи, која што ја применуваме во самото дело, различни, значи, начинот на презентирање. Кажав, некој со многу малку може да каже, јас сакам повеќе да не дека нема кај мене пократки песни, меѓутоа тој е мојот стил, тој е мојот начин на изразување. Секој всушност има и свој стил, тоа е и те прави и препознатлив, значи препознатлив, оригинален, уникатен. Значи кажав, разликата е таа. Јас не знам од која наша писателка имав забелешка, ве саке кажам, забелешка, ама во позитивна смисла. Вика, сега првата книга ти е со подолги песни, може би ќе ти се смени стилот во текот на творењето, меѓутоа јас некако продолжив дури сега и многу подолго да се изразувам и што не значи дека ќе останам на тоа, ама сега ете тоа е што ме прави мене, што ме прави различно. Значи, моите дела повеќе наликуваат како поезија во прозаична форма. Так. Поезија, значи, во која што веќе ќе имате можност вие да ја погледнете книгата, повеќе наликува на нарација, значи, на наративна структура има, значи, раскажување отколку пеење. Значи, јас не ги користам римите, тие некако мене не ми се својствени, значи, употребувам, значи, едноставни зборови, значи мојата поезија е лишена од дволичност, значи лишена е од неразбирливост, значи мојата поезија е многу разбирлива и тоа е всушност тоа што привлеков голем број на читатели. Една моја пријателка, докторка од една болница со која што се запознавме, веќе кажам, преку Facebook, ми вели, јас те забележав по едноставноста, те забележав по јаснотијата со која што ти ги искажуваш чувствата, значи начинот на кој што тоа го презентираш, едно нежно, меко, не наметливо. Значи јас не користам ниту фрази, ниту зборови кои што некој ќе се мисли денеска што сакаше да каже авторот, што е пораката. Јас користам, значи, едноставни работи. Всушност јас и сум по природа така едноставна личност. Сакам колку е поедноставно, толку е поубаво. Значи колку се комплицираат работите, се доведува до
може да дојде и до конфузност, значи луѓето да лутаат, една песна да не може да ја прочита. Значи, ете тоа е тоа што не прави различни, а сепак слични и уникатни. Така. Дали може би понатаму во иднина планирате да напишете некој може би роман, нешто поинакво дело од претходните? Дали желбата е присутна пред се? Романот е започнат. Така. Романот е започнат. Меѓутоа си одам јас така етапа по етапа. Не сакам никогаш да ги брзам работите, сакам да си имаат некој тек. Дали повторно е главната тема љубовта и на вашиот? Па да, љубов ќе биде стожерот исто околу кој што ќе се вртат настаните, ликовите кои што ќе бидат обединети. Значи цела таа структура која што ќе се случува, значи во самиот роман, меѓутоа ќе има и елементи од секојдневието, значи од животот. Сега не сакам да пред време да зборувам, значи јас пишувам, запирам и пак се навраќам на поезија како полесен начин на тоа е мој начин на живот веќе стана, мој начин на изразување, значи не можам јас да го завршам денот ако денеска нешто не напишам, ако не создадам нешто мое, макар да е 2-3 реда, па подоцна да се надоврзам на сето тоа, значи така функционирам, некако не можам да функционирам поинаку. Сум си поставила некако, знаете, тоа се некако и навики, и потреби, и желби, ама пред се да си сакате, значи да не ја дозволите досадно ми е, немам што да правам, не може тоа кај мене во мојот речник, значи тоа не постои. Секој ден ми е мене различна креација, како што и поезијата е креација, и поезијата е создавање, значи на внатрешноста, значи на самата душа на авторот. Така, мислам дека веќе знае јавноста, бидејќи многу пати објавувате на вашиот Facebook профил со тоа што се појавувате како промотор на разни книги. Учесник сте на многу конкурси, како што кажав и претходно. Ајде малку да продискутираме која е разликата кога си учесник на некој конкурс, кога промовираш туѓа книга и значи нешто слично како и за вашата книга, значи за промоцијата. И тука има многу голема разлика. Едно е да си бидете автор на нешто што е... Прашањето ми беше дали вие можете да бидете покрај автор и промотор на вашата книга? Или сепак не? Сепак не. Јас или секој автор ќе биде тенденциозен или не знам како сега да не ме сватат погрешно, ќе си кажеме ние си за своето дело најубави работи. Меѓутоа јас тука оставам на моите рецензенти, на моите промотори, луѓето кои што први ќе ја добијат, значи збирката уште во електронска форма пред да биде вака спакувана во корици. На нив оставам, значи тоа се луѓе пред се кои што јас многу ги почитувам, луѓе од доверба, луѓе кои што ми го почитуваат моето време, мене како личност и моето дело. И затоа оставам, значи тие, значи да ги искажат, значи импресиите кои што ќе ги пленат при самото читање, да направат белешки. И едноставно јас никогаш не сум преоптеретена со мисли па што ќе кажат, па како ќе кажат. Тоа е значи нивно гледиште, нивно становиште, тие од каде значи тргнуваат, како тие мене ме доживеале, значи невкусно е јас да кажувам како што сум се чувствувала, тие мене да ме доживеат. Всушност тоа е најголемата поента кога другиот ќе ве прочита, значи ќе одвои време од неговото време, ќе ви го посвети вам во ова, значи време каде што сите сме со обврски, дали професионални или некои други ангажмани имаме, и значи ќе седне и ќе ви посвети внимание, ќе напише еден убав промотивен говор, што мене тоа многу ми значи. На мојата претходна промоција имав две промоторки, Сузана Турунџиева и Гордана Такец. Мислам не штедеа на зборови, и до ден денеска нивните промотивни говори и јас ги паметам и моите пријатели кои што беа присутни на мојата промоција. Тоа е да не се штеди на зборови. Всушност тоа е нешто што вие молчите, значи вие сте ставени во позиција каде што слушате на вашата промоција како ги презентираат вашите
вашите песни, едноставно како ве доживеале. И всушност многу работи ќе дознаете за кои вие сте свесни, не сте биле свесни дека сте ги поседувале. Затоа најдобро е да ве оценува некој друг. Како што кажав и претходно, и вие се појавувате како промотор на одредени книги. Еве што вели вашето искуство кон тоа? Прво ќе кажам, но многу е полесно, значи да човек да седне и да си го чита, да си го анализира своето дело. Значи да си се опушти во една таква лежерна атмосфера, надвор од сите, значи други влијанија. И си ужива едноставно, или кога ќе земете некоја друга книга, слободно одите во библиотека, ќе си земете книга, дали проза или и поезија, и ја читате безобврзно. Меѓутоа, кога ќе ви биде доделена улогата промотор, тоа јас кажав дека е многу улога е со предизвик, одговорна улога, затоа што вие во раце ја држите книгата во која што се вклопени, синтетизирани, значи излеани чувствата, значи на еден друг автор. Значи неговата душа. Ете, тоа е разликата. Значи многу е полесно да си читате онака слободно, безобврзно, да немате потреба вие да прво да седнете да ја доживеете таа книга, па потоа пред аудиториум, пред читателски аудиториум, вие да ја интерпретирате, и при тоа при самото промовирање е присутен и авторот, и сега вие треба да внимавате како ќе го направите тоа. Ама сепак тоа е вашиот пристап. Значи вие сте тие кои што одлучувате. Меѓутоа многу е таа тешка, да не речам сега, тешка и одговорна задача. И јас сум била промотор на една публикација каде што беа застапени многу автори од Македонија и од диаспората. Имав уште и таква улога јас да го донесам и конечниот збор кој ќе биде прво награден, второ награден. Мене предизвикот, да, ми беше убаво, ќе читам затоа што многу сакам да читам, меѓутоа кога требаше да се направи таа селекција, која песна од кој автор да припадне, затоа што авторите имаа право да испратат по 10 песни кои што беа објавени во авторска публикација. Сега која ќе биде? Некои беа застапени и со проза и со поезија, тука има исто така потешка улога. Значи, морав да се одлучам дали со проза, дали со поезија, затоа што беше ограничено. Не можев да си дозволам толку многу. И ќе кажам и тоа, на вистина, значи прв пат се соочив со такво нешто. Го работев со многу љубов, но внимавав, затоа што си велам секој тука се внел сами од себе, секој настојува да биде, не знам, си има можеби некоја песна која што му е омилена, а пак мене нема можеби толку да ми се допадне, и селекцијата кога ја правев се најдов така пред еден прашалник како тоа ќе го изведам, дали ќе биде успешно. Меѓутоа кога ги видов насмевките на лицата, сватив дека јас многу правилно и професионално сум пристапила, значи, во организација на целата таа публикација. Инаку се јавувам и како промотор на романот на Сузана Турунџиева. Исто кажав дека и тоа е една многу одговорна работа. Значи, што и да промовирате, како и да промовирате, сепак треба да бидете сконцентрирани стриктно на делото. Значи, да не одите да го анализирате авторот, затоа што вие приватно го познавате. Меѓутоа, во тоа дело вие не го познавате, ќе го запознаете тогаш кога ќе го прочитате, и треба да одбирате многу едноставни фрази, да не бидете здодевни, за да на еден начин и придобиете, значи со вашата промоција уствари и читателите ги привлекувате. Всушност да, многу е важно, значи да ги анимираме читателите, да ги привлечеме, накратко да им ја раскажеме содржината, да внесеме и да ја пренесеме пораката која што авторот ја
која што авторот всушност тој си ја знае, меѓутоа ние мора да изнајдеме еден начин на кој што ќе пристапиме. Значи, многу е тешко во денешно време да седнете, значи да обедините повеќе луѓе, да ги натерате да ја земат книгата, да покажат интерес. Значи, со сила не можете некого да го натерате да му наложите да ја купи таа книга или да ја прочита. Меѓутоа, вие треба да бидете такви, да изберете еден начин да бидете лесно пристапни и достапни. И на тој начин мислам дека и мисијата и на авторот и на промоторот е завршена и ќе бидете среќни едноставно. Без разлика колку книги ќе бидат продадени на таа промоција, многу е важно да има една позитивна енергија, позитивни вибрации. Никој во присутните да не се почувствува дека му е здодевно, дека сгрешил што дошол или вие пак да се почувствувате празно. Јас секогаш внимавам, значи како настапувам. Секогаш може да биде подобро, меѓутоа гледам да не бидам па и многу површна, значи тоа не е површноста не е моја одлика. Јас секогаш многу длабоко, значи навлегувам, до ситници се заглавувам, значи знам тоа, значи меѓутоа тоа е мојот стил, значи на читање, на пишување, на анализирање. Сакам така да внимавам на сите сегменти и едноставно тогаш сум, значи, комплетно среќна и задоволна и можам да ја затворам папката и да речам дека тоа што сум го сакала, тоа сум го постигнала. Ќе се префрлиме сега и на нешто друго. Пред околу 2 недели, чином на 19 октомври, се одржа промоција на ликот и делото на авторката Гордана Такец во медиотеката на Градската библиотека Гоце Делчев во Велес. Вие бевте промотор. Ајде малку да им кажеме, да им ја пренесеме атмосферата на гледачите околу овој настан. Јас, да ви кажам, кога Гордана ми се јави... Не смееме да го изоставиме. Не смееме, да, тоа беше еден многу значаен момент, значи и во мојот живот, и во нејзиниот живот, и воопшто, значи, за книжевноста. Значи, јас бев многу воодушевена кога Гордана ми соопшти дека по претходни договори со директорот Игор Крајчев се договориле да присуствува, значи, во Велес, значи, и за прв пат да биде представена пред велешката публика. Таа е еден комплексен автор, значи тоа не беше класична промоција на едно дело или на роман, на расказ или на збирка раскази или на збирка поезија. Значи, тоа беше една промоција од поширок размер. Чинам до сега такво нешто и не се случило. Велам од поширок размер затоа што таа е жена со многу богато животно, работно, професионално искуство. Таа има напишано 7 збирки поезија, 19 научни трудови, 14 романи и есеи и не знам други дела кои што јас не стигнале до моите очи и до моите раце. Значи тоа беше еден вид промоција од друг калибар, значи досега невидено. Мене ми представуваше огромна чест и задоволство, значи, да промовирам еден таков плоден автор, значи, кој што живее во Македонија, значи таа е од Битола, но вратите на библиотеката и беа отворени, значи таа беше многу среќна и задоволна, значи ние направивме со директорот направивме и го насловивме тоа да не биде промоција, туку портрет, перформанс кон ликот и делото на Гордана Такец. Јас бев задолжена, значи, за мојот промоторски говор. Нескромно е сега, ама ќе кажам дека беше говор од 10 страни А4 формат и мислам дека и оддадов една огромна почит кон незиното творештво. Значи, тоа се романи во кои што таа го опишува и до ситници го разголува, значи, незиниот приватен живот. Таа е автор на првиот еротски роман. Таа е жена која што ги скрши, значи, го скрши мразот, значи, со тој роман кој што носи многу силна порака, дека никогаш не е предоцна за доцна откриена среќа. И јас сум исто така задоволна за тоа што со нејз имаме една многу убава соработка. Јас се јавувам исто така како
значи уредник на последните нејзини, па сега два во моментот работам и претходните 5 романи. Значи јас сум се јавувам како уредник, значи под моја комплетна одговорност се дадени создавањето на незините романи. Значи таа мене ми ги праќа буквално во ракопис. Тој ракопис никој го нема прочитано освен таа. Јас имам таа чест и привилегија да ги земам незините дела, да ја земам незината душа и благодарам за довербата која што ми ја овозможи и ми ја даде. Се јавувам и како рецензент на некои од незините романи. Сега работам на 2 нови кои што ги подготвуваме, меѓутоа тоа за некоја друга прилика и многу сум задоволна. Значи многу е важно да воспоставите една убава комуникација која што ќе се темели на доверба, која што ќе се темели на едно разбирање, на толеранција, на флексибилност, а не на постојани прашања до каде си, што си, ова да биде вака, таа вели јас ти верувам и оставам се да биде на тебе. Значи дури имав и сугестии за некои од кориците на незините романи и многу, значи почестена сум со едно такво, значи внимание, некој да ви даде и тоа не едно дело. Значи целиот книжевен опус да биде во мои раце. Јас едноставно на мој начин како сум го доживеала сето тоа да го испрезентирам и многу сум задоволна, исто и таа е задоволна и ќе продолжи нашата соработка. Јас сум секогаш отворена за соработка со личности кои што знаат да почитуваат. Така. Ајде малку да кажем и за оваа книга која што имаме во нашето студио за перформансите на Широк Сокак. Таа издадена е од Тоа е, значи, ова е, значи, ќе ја кажам... Од фондацијата, така? Од фондацијата Такец. Ајде малку и за тоа да продискутираме, за тоа што и малце и времето не брка. Да, значи, оваа награда јас ја добив меѓу двата вознеси. Мојата збирка Недопрена беше прогласена за безвремена збирка љубовна поезија меѓу двата вознеси. Значи така носеше и настов и јас го добив ова капитално дело. Значи ова е Библијата на Битола. Значи јас сум велешанка, меѓутоа во мене ми припадна честа да го имам ова дело. Тоа е од незиниот татко Димитар Димитровски Такец, човек кој што бил поет, писател, новинар, композитор, значи на првата музичка композиција на тангото Чекај ме. И јас сум многу среќна и задоволна и многу ми е мило што јас еве сега од тука ја гледам и по светата. Ти посакувам да пишуваш и понатаму безвремени дела. Среќна сум и задоволна сум што јас ја добив, ја заслужив и е дел од мојот дом, се наоѓа на мојата комода. И многу ми значи, тоа е пишувано од незиниот татко, како што кажав, човек со многу богато животно искуство и мислам жалам ја што не го запознав, почина на 93 години и од тогаш целата енергија како да е префрлена на Гордана и таа е неуморно, значи чекори, значи по патеките, значи на создавањето, неуморно нешто пишува и едноставно таа е по тоа препознатлива и тоа ја направи низе безвремена, значи и го основавме клубот на безвремените во Битола во кој што влегувам и јас. И едноставно ќе продолжиме и понатаму со исто темпо. Така, затоа што сме и пред крајот на нашата емисија, еве би ве прашала и за последно прашање, што би имале вие да им порачате на оние млади поети во нашава земја Македонија? Па јас ќе кажам и претходно кажав кога зборував за мојата втора книга, да бидат полни со оптимизам, да бидат полни со себе почитување, да се осознаат себе си, да се вреднуваат себе си, да не чекаат дека другите ќе ги завршат нивните замислени желби и идеи. Не, секој сам треба да си ги одмери силите, како што јас тоа го направив, затоа што сум јас комплетен издавач, значи и комплетно, значи под моја палка сите работи се одвива
при создавањето на моето дело. Значи јазична, компјутерска реализација, значи техничка реализација, дизајнот на корицата е мој. Значи јас многу бев сигурна во себе. Истото им го посакувам и на останатите, да бидат сигурни во себе. Никогаш да не ги потиснуваат чувствата. Едноставно да користат зборови, преку моќта на зборот да ги изнесат оние длабоки чувства кои што се потонати во нив. Никогаш да не се штедат, да љубат и кога не се љубени, и кога љубовта не им е возвратена. Затоа што кажав, животот е една целина, животот е една патека, не знаеме кога ќе се прекине или ќе немаме некогаш време некои нешта да ги направиме. Значи, животот е сега, ова што ни се случува. Не плановите во нашите глави кои што ги имаме ние. Ова ќе направам, тоа ќе направам. Не, тоа што сега сакате да го направите, тоа е животот. Направете го, за да не се каете. Им порачувам, значи, ние сме секогаш тука, сега колку сакаат да го послушаат нашиот совет, нашиот збор, значи, ние сме секогаш, лично јас еве, тука сум, значи, стојам на располагање, сега без разлика, значи, на кое прашање би ми било поставено, јас ќе се потрудам да одговорам. Меѓутоа, никој никогаш да не си ги затрупува чувствата, никој никогаш да не се зацкрива, да не се срами едноставно и да не му е гајле, сега така ќе се изразам, како ќе биде разбран. Кој како сака ќе се изрази и кој како сака ќе разбере, значи. Так. Поезијата е таква, тоа е една жива материја, тоа е еден процес, тоа е различно, значи секој не може да пишува поезија, а секој не може да разбере поезија затоа што и од поезија до поезија има разлика. Так, ајде и на самиот крај да кажеме уште еднаш каде можеме, мислам, кажат вие, еве ќе ви оставам простор, каде можат да ја најдат вашата нова книга? Значи, како што кажав, сега за сега само лично од мене со моја посвета, во мојот инбокс или на мојот мобилен телефон или на мојата домашна адреса, значи никој ако знае каде живеам, значи тоа е оставам на нив. Немам размислувано каде ќе дистрибуирам книгата, затоа што се уште немам направено официјална промоција, да, тоа ќе го соопштам на промоцијата, немам размислено и кога ќе правам промоција, каде ќе правам промоција, како ќе ја осмислам, кои ќе бидат промотори, значи сето тоа е ставено под еден знак прашалник, тоа ќе го направам само јас кога ќе сакам. Значи јас ќе си се испочитувам, значи пред се, затоа што малку сакам да си дадам време, да се одморам, па да легнат работите, да се сталожат и едноставно да се одморам, значи од многу и позитивни и негативни влијанија и со текот на времето, значи за сите тековни мои активности ќе бидете известени. Так. И се надевам дека тие што ќе ја имаат книгата ќе бидат задоволни и ќе бидам и јас задоволна доколку на некој начин дадат некој осврт или некоја нивна, значи презентација, значи во нивни стил. Така. Јас ви благодарам на одвоеното време што бевте дел од нашата утринска програма повторпат. Се надевам дека повторно ќе бидете дел од утринската емисија Утрински зрак. Благодарам и вам на поканата. Јас секогаш наоѓам време за сите работи да ги распоредам во текот на денот. Ми беше мило, значи, да сум дел од утринската програма. Ги поздравувам сите гледачи, им посакувам убав ден, без разлика што надвор е тмурно, никогаш да не дозволат времето да влијае на нивното расположение. Позитивни мисли до позитивен живот. Така.